дневник на Сител, добро вечер. Ова се настаните на денот. Поместување има, но сите опции се во игра, па и комплетен дебакл на комисијата за 24 декември. Давидковски вели дека останува оптимист. Претениците повторно на рапна физичка присметка. Законот за медиуми е повод за нови сценарија, слични на 24 декември. Абе, не ми се приближувај, бегај тамо, не давам готово. Приведена сопругата на екс-министер од редовите на ВМРО-ДПМН, скопјани, тепани, врзани и ограбени во својата куќа во Црниче. За екстрадицијата на Хаџиски ќе се одлучува на 28 август. Подобар пласман и излез на македонските цигари на странските пазари. Ова според експертите ќе биде бенефитот од стратешкото партнерство на Тутунски со Филип Морис. Тврдењата за употреба на хемиско оружје во Сирија го шокираа светот. Дали нападите со отровен газ се дел од стратегијата на Асад? Сите опции се во игра. Ова е кусиот став на председателот на адхок комисијата за настаните од 24 декември на ден пред крајниот рок за постигнување договор. Се уште е неизвестно дали партиите ќе ги доближат ставовите. Консултациите завршија попладнево, но се најавуваат средби и за доцна вечерва. Останува оптимизмот, но и разликите меѓу најголемите политички партии за случувањето околу 24 декември. Председателот на комисијата и денеска рече дека до петок очекува решение на проблемот, но не криеше дека е можен и целосен дебакл на експертското тело. Не, јас секој пат сум оптимист. Можно ли е најлошото сценарија? Па видите, сите сценарија се можни. Јас се надевам и се уште се надевам дека ќе завршиме работа. Има ли поместување било како опозициите? Партиски извори за Сител брифираат дека во последниве 3 дена комисијата прифатила троцифрен број забелешки од представниците на СДСМ кои ќе значат подобрување на собранискиот деловник и на процедурата за усвојување на буџетот. Истите извори за Сител потврдуваат дека нема договор во врска со барањето на СДСМ за утврдување на прекршување на уставот, бидејќи ВМРО-ДПМН не смета дека е прекршен уставот онаму каде што СДСМ бара да се утврдат уставни прекршувања. СДСМ инсистира да се нотира прекршување на уставот поради отстранувањето на пратениците од собраниската сала, додека за ВМРО-ДПМН уставот е прекршен кога опозицијските пратеници го нападнаа председателот на собранието и се обидоа да го завземат законодавниот дом. Обид да се испеглаат разликите комисијата за 24 декември ќе направи уште попладнево, за кога се закажани средби и со лидерите на ВМРО-ДПМН и СДСМ. Последниот рок во кој комисијата треба да го усвои извештајот за случувањата од 24 декември истекува утре. Премиерот Груевски порача дека неговата партија е целосно посветена на изноѓање решение, додека СДСМ работат на сплетки преку интернет медиумите под нивна контрола. Се надева дека диалогот ќе успее. СДСМ реплицираше со обвинување дека не тие, туку ВМРО-ДПМН и Груевски ги ставаат партиските пред државните интереси. Шекеринска во име на партијата порача дека тие веќе направиле отстапки со враќањето во парламентот и учеството на локалните избори. ВМРО-ДПМН цело време е фокусирана и посветена диалогот да успее, да имаме успешен крај. Од друга страна гледаме дека СДСМ е повеќе фокусирана на порталите што ги контролираат и на тоа да пуштаат некои сплетки, манипулации, шпекулации, а помалку се фокусирани на решение на проблемот. Сакам да им укажам дека волот за државата е голем и дека треба барем за неколку дена да се фокусираат на решавање на проблемот, а не на игри, сплетки, манипулации со портали и со други медиуми кои што се под нивна контрола. Деновите поминуваат, времето е кратко, разговорите се во тек, не сакам ништо да прejudicирам, но сакам да кажам дека ние сме целосно фокусирани, нашиот тим, нашата екипа, јас сум постојано во комуникација со луѓето што се таму, дури сега додека бев во престој на населеното место Боровец ми се јавија да ми кажат како течат разговорите, консултации вршевме во текот на мојот престој тука, така што се надевам дека СДСМ ќе изнајде начин и сила да се фокусира на решение на проблемот кој што не е наш или нивни проблем, тоа е проблем на Република Македонија и на сите граѓани во неа. Клучното прашање кое ни денеска, ни вчера, ни завчера Груевски не го одговори е што тој и ВМРО-ДПМН направија за да овој проблем го оставиме зад нас. Затоа и во текот на денешниот ден гледаме сценарија за да се минираат разговорите, а не за да се реши проблемот. Жалиме околу тоа, но ние и понатаму ќе останеме факторот кој што ќе се бори за интересите и на оваа држава и на граѓаните на Република Македонија.
Претениците синоќа повторно беа на рап на физичка присметка, овој пат за законот за медиуми. Конфликтот настана доцна вечерта помеѓу претениците од СДСМ и председателот на комисијата од ДУИ. Впечатокот на владеачката партија е дека се прави нов обид за повторување на настаните од 24 декември. Опозицијската СДСМ пак обвинува дека власта не сака да се откаже од донациите за медиумите, а се воспоставува и контрола над весниците и електронските портали. Мирјана Давидовска следи комисијата која се уште трае. Мирјана, докаде е расправата и кога е рокот во кој мора да заврши? Така се уште трае седницата на Комисијата за транспорт и врски на која што се расправа околу амандманите поднесени кои што се вкупно 94 во врска со законот за аудио и аудиовизуелни услуги и законот за медиуми. Се уште точка на разгледување, односно амандманите се разгледуваат по точката за аудио и аудиовизуелни услуги. Остана уште околу 15-тина, а оваа седница треба да заврши до полнок, пошто овој закон, оваа дебата, финалната дебата од законот ќе продолжи исто така на Комисијата за транспорт и врски, а потоа амандманите предложени за двата медиумски закони треба да поминат и законодавно-правната комисија која што треба да се одржи во понеделник. Жестока е дебатата помеѓу пратениците, исто таква беше и синоќа кога доцна во ноќта пратениците од СДСМ го нападна председателот на комисијата Реџел Исмаили, бидејќи тој не дозволил реплика. Но повеќе за ова предлагам да погледнеме од прилогот. Опозицијата повторно предизвика инцидент во собранието. Во доцните часови синоќа пратеникот Благоја Стојановски од СДСМ го турна микрофонот на председателот на комисијата Реџел Исмаили од ДУИ. Револтиран зошто председателот му дал збор на министерот Ивановски да се произнесе за еден од прифатените амандмани и не му дозволил да реплицира, Стојановски му се нафрли на Исмаили, повикувајќи го надвор на фер пресметка. Од видеото очигледно е дека намерата на СДСМ е да го повтори сценарието од 24 декември и повторно вината да припише на власта. Абе, не приближувај овде, не ми се приближувај, бегај тамо, не давам, готово. Не ме пари. Благоја. 10 минути. Процедурално треба да одаде. Благоја. Весна бе. И на денешната амандманска расправа претениците од опозицијата продолжија со дискусија како во изборна кампања. Тие неколку пати негира и дека вчерашниот инцидент не го предизвикале тие, туку за истиот биле виновни од власта. Ги спомнете ли парите на ВМРО ДПМ како во очи да сте им брцнали? И затоа веднаш вчера за малку ќе се направиш инцидент. Не смеш пари да спомнеш. Доста е театарот од 24. Ние сме постојано заложници на вашата политика, на насилие. И во текот на вчерашниот ден тоа се покажа. Па трча, ги викавте медиумите овде во 12 часот по полнок, односно пред полнок, да дојдат да видат што се случува во собранието. Ем се втурнавте да го тепате председателот, ем па после мнозинството е виновно за тоа. Иако преостана уште 30 на амандмани кои треба да бидат завршени до полнок, претениците од опозицијата повторно ја вжештуваат дискусијата околу теми кои не се предмет на амандманската расправа. Остро реагира по отфрлениот амандман со кој тие бараат медиумите повеќе да немаат можност сами да одлучуваат дали и колку средства ќе донираат во некоја политичка партија, туку тоа да го прават пропорционално. Не може вчера доцна во ноќта да прифаќате амандман 50% да има субвенции за приватните медиуми за македонска продукција, а сега не сакате сите владени кампањи да бидат пропорционално распределени на сите медиуми во Република Македонија. Со овој закон предлагате дека само националните телевизии ќе може да емитуваат на цела територија на Република Македонија рекламни кампањи од државни органи, со овој предлог што го имате органи државна, додека општините, единици на локална самоуправа, јавни предпријатија од општините ќе може само да емитуваат на регионални телевизии. Јас ве прашувам што ако нема регионална телевизија? Каде ќе емитува вашиот председател Заев за Струмица Опен фестивал дека Цеца
или Северина ќе доаѓа во Струмица. Пратениците од опозицијата и денеска не ја пропуштија можноста да ја обвинат и да и се заканат на власта. Ги повикаа на избори за да видат дали навистина премиерот ја ужива довербата како што тврделе пратениците од мнозинството, бидејќи вчера пратеничката Рашковска побара од Бишевац да и се извини на пола Македонија, што ги навредил гласачите на ВМРО ДПМН дека се без мозок. Инаку досега се поминати повеќе од 60 амандмани, од кои се прифатени близу 30. Мирјана, остануваш во собранието до полноќ кога треба да се гласа на оваа комисија и да заврши незината работа. Деталите од расправата ги слушаме во второто издание на Дневникот. Ти благодарам. Пратениците денеска се скара и за бројноста на малцинствата. Наместо дебата за платформата на новоименуваниот амбасадор во Тирана, едните во автобуси ги броја македонците во Албанија, а другите пак предлагаа директори на Заводот за статистика. Правата на малцинствата ја заменија платформата за работа на новоименуваниот амбасадор во Албанија, кој каде има поголеми права. Пратениците се скараа дали овде имало повеќе албанци или побројно е македонското малцинство во Албанија. Едни се пребројуваа во проценти, други во полни автобуси. Председателот на Собраниската комисија за надворешна политика предложи и нов директор на Заводот за статистика. Имат многу повеќе права отколку што имат албанците во Македонија, кои што се над 30% повторувам, додека македонците кои што 1 или 2 автобуса тамо во Албанија имат многу повеќе права колку што имат албанците тука во Македонија. Господине Фазлио, јас од вас не очекувам да бидете коректен, бидејќи вие сте човекот кој на цел глас викаше дека во Македонија повеќе нема да се пее македонско девојче, така што сите вашите коментари ги сметам за дневна политика и не ги сметам за релевантни. Колегата Бекен Фазлиу може да биде добар председател или директор на Заводот за статистика и во Македонија и во Албанија и да ги спроведува од сега натаму сите пописи. Власта и опозицијата се согласија дека дипломатот од кариера Стојан Карајанов е добар избор за амбасадорското место во Тирана. ДПА реагираше што албанците ги немало повеќе во дипломатско-конзуларните представништва. Во својата платформа Карајанов најави дека ќе работи на подобрување на односите помеѓу двете земји. Проектот спроведен додека беше амбасадор во Приштина ќе го направи и во Тирана за да можат и албанските граѓани да го користат здравствениот систем во Македонија, со што би се полнел домашниот буџет. Карајанов очекува во неговиот мандат на Славјанскиот универзитет во Тирана да се отвори и катедра по македонски јазик, да се заврши коридорот 8, но и еколошки да се заштитат Охридското и Преспанското езеро. Советничката група на ВМРО ДПМН е во центар поднесе предлог за ребаланс на буџетот и пренамена на дел од парите од комуналии за нови зелени површини и садници. Сметаат дека доколку тоа не го стори, Жерновски ќе го покаже своето лицемерие и ќе докаже дека собирите пред Бристол се само за партиско-политички потреби. Како членови на Советот на Општина Центар поднесуваме иницијатива за ребаланс на буџетот со кој предлагаме парите кои Општина Центар ги добила по основ на комуналии за изградба на овој објект во висина од 9 милиони 835.000 денари да се наменат за обновување на јавните зелени површини и нови садници на територијата на Општина Центар. Со ова предлагаме во Општина Центар да се насадат далеку повеќе дрва со парите кои општината веќе ги има и располага, а ги доби по основ на комуналии. Така, граѓаните на Општина Центар ќе добијат далеку поголеми зелени површини. Жерновски реплицира и најавува дека ќе ги пренамени парите кога ќе биде стопирана изградбата на зградата на Советот за радиодифузија спроти Бристол. На обвинувањето на ВМРО ДПМН е дека се однесува лицемерно, градоначалникот на Центар вели дека врв на лицемерие е ноќе да сечете дрва, а по неколку дена да барате ново зеленило. Ваквото лицемерно однесување, вели Жерновски, е веќе препознаено од граѓаните. СДСМ денеска повторно со обвинување до екс-градоначалникот на Центар за платените патувања на скулпторката Валентина Божиновска во Фиренца. Денеска влегувам во хотелот што се наоѓа позади нас, а кој што изграден во катната гаража, чиј инвеститор беше поранешниот градоначалник на Општина Центар, избран од страна на ВМРО ДПМН. Ми кажа дека едно ноќевање овде чини 80 евра. Од тука не може човека да не се запраша како истиот тој градоначалник со голема леснотија подпишувал платни налози на најомилената скулпторка на премиерот, господјата Валентина Стефановска, и дозволувал многу чести ноќевања за неверојатни 282 евра.
очигледно е дека Валентина имала префинет вкус. Наместо СДСМ да троши време по хотели и да дава тешки обвинувања против ВМРО ДПМН, по 10 пат предлагаме да поднесат тужби од и тоа како партија имаат право да го направат, реагираше ВМРО ДПМН. Подобар пласман и излез на македонските цигари на странските пазари. Ова според експертите ќе биде бенефитот од стратешкото партнерство на Тутунски со Филип Морис. Да се видат условите за живот и да се чујат проблемите со кои се соочуваат граѓаните. Ова се причините за денешната посета на премиерот Груевски на струшките села Бороец, Подгорци, Октиси, Лабуништа и Вевчани. Груевски на терен се информираше за проблемите и ги разгледа можностите за помош, најавува индустријска зона во регионот на Струга. Готвуваме и технолошко-индустријска развојна зона во Струга, во Струшкиот регион, да речеме, која што ќе го фати и регионот на Дебарца, и на Охрид, и на Вевчани. И во тој контекст таа ќе биде, би кажал дека таа ќе биде околу 30 хектари. Сега сме во преговори со други компании, можам да речам дека со неколку сме во подвалока фаза, кои што покажуваат интерес за инвестирање во овој регион, Струшко-Охридскиот регион. Во близина е границата, пристаништето Драч, во близина има повеќе големи населени места, што значи расположливост на работна сила, така што се обидуваме неколку од нив да ги убедиме токму тука да евоцираат нината следна фабрика, нината следна инвестиција за дел од овој народ да се вработи. Партнерството со Филип Морис е првиот чекор кон стабилизација на Прилепскиот тутунски комбинат кој со години бележи само загуби. Производството гигантот ќе го започне по нова година, а очекувањата се дека извозот на домашните цигари драстично ќе се зголеми. Филип Морис ке стартува со производство на цигари во Прилеп по нова година. Стратешкото партнерство меѓу американскиот гигант и прилепскиот монопол ке трае најмалку 10 години. Раководството на комбинатот не открива премногу детали од бизнис планот кој го достави Филип Морис, затоа што тоа е деловна тајна, но тврдат дека стратешкото партнерство, иако ке се однесува само на цигарната, ке донесе бенефит за целата компанија. За експертите, стратешкото партнерство меѓу гигантот во тутунската индустрија во светот и прилепскиот монопол ќе значи подобар пласман и излез на македонските цигари на странските пазари. Комбинатот е фабрика која за цигари која има годишно производство од 8000 тони, меѓутоа во последниве 7-8 години нивото на искористеност е околу 30%, значи многу мало. Мислам дека со оваа соработка би се зголемил обемот на работата на самата фабрика и на тој начин нормално би имало бенефит. Значи под нивно раководство или учество и така натаму би се произведувале одредени марки на цигари кои потоа или би се продавале тука, а според мене е поверојатно дека тие цигари би оделе за извоз. Бидејќи она како светски расширена компанија има пристап до многу пазари во светот, што ние ги немаме, нели? И тутунопроизводителите се задоволни од стратешкото партнерство со Филип Морис. Очекуваат стабилни цени и поголемо производство. Оние количини што до вчера и денеска тутунски комбинат ги откупува, верувам дека можеби двоструко ќе порастат, а тоа значи дека и подобри, повисоки цени за самите производители. Раководството на Прилепскиот монопол побара стратешки партнер на јавен оглас во јули. Пристигна само една понуда која завчера одборот на директори ја прифати. Наскоро на ист начин ќе се бара партнери за останатиот дел од Тутунски, оној каде се откупува тутунот и се регулираат кооперантските односи. На тој начин се очекува досегашниот загубар да се стабилизира и да стане профитабилна компанија како некогаш. За само 2 дена 200 граѓани се интересирале за државна субвенција за купување стан. Расте интересот за проектот Купи куќа, купи стан. Германците избраа локација за изградба на фабрика за автоделови во Велес. Во зоната покрај автопатот ќе се вработат 600 лица. Сите од бизнис вестите се веднаш по дневникот. Пожарот кој 3 дена бесна е во Битолс, коим се заканува на првите куќи во селото Лисолај. Против пожарните екипи и екипите на дирекцијата за заштита и спасување побараа помош и од воздух за да се справат со огнената стихија која досега уништи огромни пространства на борова шума.
Драматична станува сликата на селото Лисолај, оддалечено 15 километри од Битола, откако пламените јазици стасаа на прагот на селото. Огнената стихија, која веќе трет ден беснее во регионот, ја зафати боровата шума над селото, па покрај противпожарните и екипите на Дирекцијата за заштита и спасување, во гаснењето на пожарот учествуваат и мештаните. Има таму 4-5 куќи. Што е се? Живеат луѓе таму, например, постари луѓе околу огну така. Опасно? Па е опасно за нив. Силниот ветер и непристапниот терен се дополнителни проблеми со кои безуспешно се обидува да се справат надлежните институции, па попладнево во гаснењето на пожарот требаше да се вклучат и 2 армиски хеликоптери. На барање на градоначалникот на општината побарани се и одобрено е и во секој момент очекуваме 2 хеликоптери армиски да пристигнат на помош за гаснење на пожарот. Лисолај попладнево го посети и градоначалникот на општина Битола Владимир Талевски за на лице место да ја изрази поддршката за местното население во битката со огнот. Вечерва со кризен штаб ќе договориме нова стратегија за раните утрински часови на утрешниот ден. Убедени сме дека со ваквата поставеност на терен дека нема да има штета во разимотот на луѓето, значи куќи, дворови така натаму, и се разбира ќе бидат заштитени нивните животи. Тоа е најбитно во случајот за нас. Пожарот кај Лисолај е најголемиот пожар со кој летово се справува битолската противпожарна единица. Огнената стихија започна пред 2 дена на целата Српци и Беранци и досега пеплоса огромни пространства на борова шума. Полицијата ја приведе и ја изведе пред истражен судија сопругата на поранишниот министер за транспорт и врски од редовите на ВМРО ДПМН, која е осомничена за случајот грабеж на поштата во Чаир. Неофицијално во изминатите неколку дена таа била во Охрид, па поради тоа не била достапна за органите на истрагата. Претходно истражен судија во отсуство и одреди 30-дневен притвор. Од 10 осомничени за грабежот на поштата во Чаир, недостапна е само керката на поранишниот функционер од ДУИ. Полицијата трага по неа. На 28 август францускиот суд ќе одлучи каде ќе биде екстрадиран најбараниот убиец од Македонија Миле Хаџиски. По него распишани потерници имаат и Македонија и Швајцарија. Поред информациите кои што ги имаме од француските органи на прогонот, лицето е приведено во понеделникот, одредена му е мерка притвор, така што очекувањата се дека и навестувањата дека во текот на наредната недела ќе биде одлучувано по барањата за екстрадиција кои што претпоставувам дека освен македонските власти ги имаат упатено до француските власти и швајцарските органи на прогонот. Тројца вооружени крадци утрина во околу 4 часот преку балконската врата влетале во куќа во Црниче, гудриле домакинот со Кундак и заедно со неговата сопруга ги врзале и заклучиле во тоалетот додека ја прибарувале куќата. Успеале да го пронедат целото злато и пари и да избегаат. Настанот се случил на улицата Рилски конгрес во Скопје, а настрадале 50 годишен скопјанец и неговата 46 годишна сопруга. Полицијата трага по сторителите. Ново место за згрижување на жртвите на семено насилство денеска промовираше Министерството за труд и социјала. Жртвите на семејно насилство од денеска имаат уште едно засолниште. Повеќе постоечките во Скопје, Битола, Кочани и Свети Николе, во Газибава отворен нов центар кој ќе ги згрижува жените и децата жртви. Министерот за труд и социјала Диме Спасов смета дека центарот не само што ќе помогне во надминувањето на траумите од насилството, туку ќе придонесе и за социјализација на овие лица. Ги помогне на лицата жртви на семејно насилство на одреден период да бидат одвоени од средината во која што се случило насилството, да им даде услуги од стручна советодавна работа заради надминување на последиците од насилството и да го исполни нивниот престој во центарот со различни содржини преку кои ќе се оспособат за разни социјални вештини. Градоначалникот Тони Трајковски потсети дека општината цела деценија наназад се грижи за жртвите од семејно насилство и ги повика сите кои се соочуваат со овој проблем да не размислуваат дали да ги контактираат центарот и општината. Општина Газибаба изминативе 10 години во соработка со невладината организација Кризен центар Надеж заеднички учествуваме во поддршка на овие лица кои што се жртви на семејното насилство. Значи сите граѓани кои што ќе почувствуваат потреба ги повикувам слободно да се јават и да добијат поддршката од центарот кој што во иднина ќе функционира на наша територија. Како дел од проектот со кој ќе се заштитуваат жени, деца, но и мажи жртви на семејно насилство, Министерството ќе отвори советувалишта во кои насилниците ќе бидат упатувани со судски налог. Покрај Скопското, советувалишта ќе бидат отворени и во Битола и Кичево. Продолжува реконструкцијата на средните училишта во Скопје. За оваа намена градот одвоил 47 милиони денари. Трајановски денеска во посета на Средното медицинско училиште Панче Караѓозов.
Ова средно училиште минатата година ние околу 520 метри квадратни покривме еден дел од средното училиште, меѓутоа остана оној другиот дел кој што е позначаен и кој што е поголем, а тоа се учениците, дека што учат учениците, во површина од околу 2200 метри квадратни, така да со овој зафат во вредност од 5 милиони денари ќе бидат покриени овие училници во површина од 2200 метри квадратни. Со ова се подобрат условите за учење во средното училиште. Светот е шокиран од наводите за користење на хемиско оружје во Сирија. Западот веќе размислува за интервенција ако се утврди дека Асад ја преминал црвената линија. По најновите извештаи за наводен напад со хемиско оружје врз предградие на Дамаск, доцна синоќа заседаваше Советот за безбедност на Обединетите нации. Советот побара разјаснување на ситуацијата, но не успеа да постигне согласност за официјална истрага. Против биле Русија и Кина. САД, Велика Британија и Франција се меѓу 35 земји кои побараа брзо и непристрасно инспекторите на Обединетите нации, кои се веќе во Сирија, да го истражат инцидентот во кој според сириската опозиција владините сили употребиле отровен газ, при што загинале 1300 луѓе, повеќето жени и деца. Dr. Sellström and his team are in place in Damascus. We hope that they will be given access to the area by the government. За сега меѓународната комисија со дозвола на председателот Асад истражува 3 места за претходни случаи со хемиско оружје. Бунтовниците и владините сили меѓусебно се обвинуваат дека користат такво оружје. За последниот напад од тој тип владата во Дамаск го отфрли обвинувањето кое стигна од опозицијата. At this stage, everyone wants a yes/no answer to chemical attack. But it is too early to draw a conclusion just from these videos. Не е во наш интерес да употребиме хемиско оружје во момент во кој на место работат експерти на Обединетите нации. Тоа би било политичко самоубиство, изјавил висок представник на силите за безбедност на Сирија за западните медиуми. И иранските власти не веруваат дека Асад би се одлучил на тој чекор, а доколку на вистина е употребено хемиско оружје, тогаш тоа го сториле терористички групи кои имаат интерес да ја влошат ситуацијата во Сирија. Војната во таа држава почна во март 2011 година. До сега загинаа над 100.000 луѓе. Игор Повели со вестите од спортот. Благодарам. Македонската машка кошаркарска репрезентација по втор пат во 2 дена е совладана од активниот европски шампион Шпанија. Овој пат на контролен надпревар одигран синоќа во Леон. Втор пораз на кошаркарската репрезентација на Македонија во дуелот со Шпанија. На контролниот надпревар одигран синоќа во Леон, селекцијата на Македонија загуби од Шпанија убедливо со 77-55. За разлика од надпреварот одигран ден порано, овој пат нашите кошаркари имаа сила да му се спротивстават на европскиот шампион само во воведните 10 минути. Видливо беше дека нашата селекција се уште ја нема посекуваната уиграност во нападот, а недостатокот на физичка подготвеност придонесе и за лоша игра во одбраната. Во таква игра неизбежни беа големиот број на загубени топки, дури 18, како и лошиот процент на реализирани удари од игра. Лестер Бомекеле постигне 11 поени. Тој беше најефикасен во нашата селекција, за која Тодор Гечевски и Војдан Стојановски придодадоа по 9. Многу далеко од посекуваното ниво во нападот беше капитенот Перо Антич, кој средбата ја заврши со 6 поени, без реализација во ударите за 3 поени, 0 од 7. Во листата на стрелците не успеа да се запише ниту искусниот Владо Илиевски, откако упати само 3 шута кон кошот на Шпанија. За Македонија престојат уште 3 контролни надпревари до почетокот на Европското првенство во Словенија на 4 септември. Црвено-жолтите денеска веќе отпатуваа за германскиот град Улм, каде во наредните 3 дена ќе одиграат 3 надпревари, и тоа против Грција в петок, домаќинот Германија во сабота и во недела за противник ќе имаат селекцијата на Босна и Херцеговина, која ќе биде и еден од противниците на Македонија на престојниот Евробаскет. Попладнево се играат и 3 надпревари од 16 на финалето фудбалскиот куп на Македонија, по кој ќе бидат познати и последните тројца патници во 8 на финалето, а вчера беше комплетирана првата рунда од плејофот во Лигата на шампионите. Одиме со резултатите: Динамо Шалке Паок 1-1, Динамо Загреб Австрија Виена 0-2, Фенербахче Арсенал 0-3, Лудогорец Базел 2-4, стеа улога на Даниел Георгиевски со Легија одигра 1-1. Екипите на Барселона и Атлетико Мадрид вчера вечер пак го одигра првиот надпревар од Суперкупот на Шпанија.
На надпреварот одигран доцна синоќа на Винсенте Калдерон во Мадрид, головите за двете екипи ги постигнаа новите засилувања. Најнапред голема радост на домашната публика и донесе Давид Вилја, кој летоо дресот на Барселона го замени со оној на Атлетико, а веќе во 11-та минута Вилја му донесе предност на својот нов тим. Во вториот дел, Нејмар, кој влезе во 52-та минута на местото на Педро, во својот официјално дебют за Барселона го постигне и првиот гол, и тоа во 66-та минута за конечни 1-1. Така победникот на ова издание на Шпанскиот суперкуп ќе се решава по 7 дена, односно на 29 август, на надпреварот закажан на Камп Ноу во Барселона. За Охридскиот пливачки маратон нашите гледачи ќе може да прочитаат на вебсајтот на Сител. Игор, ти благодарам. Повеќе на sitel.com.mk, следете ни на Facebook и на Twitter. Следуваат бизнис вестите со Наташа Хаджиспирковска-Стефанова. Пријатна вечер. Пријатно. За само 2 дена 200 граѓани се интересирале за државна субвенција за купување стан. Расте интересот за проектот Купи куќа, купи стан. Германците избраа локација за изградба на фабрика за автоделови во Велес. Во зоната покрај автопатот ќе се вработат 600 лица. Расте оптимизмот во бизнис секторот, производството на храна и градежништвото ќе ја дигаат економијата во последниот квартал од годината. Хрватската влада продава 49% од националниот авиопревозник Croatia Airlines. Добро вечер, ова се Сител бизнис вестите. Државата продава станови по пониски цени затоа што оди со помала заработувачка, инаку трошоците за градба се исти како и тие што ги плаќаат приватните фирми, објаснува директорот на јавното претпријатие Цветко Грозданов. Тој денеска објави дека само за 2 дена над 200 граѓани се интересирале за купување стан преку проектот Купи куќа, купи стан. Најголем дел од нив се интересирале за становите во Аеродром. Филипо Мировски. Јавното стамбено предпријатие плаќа давачки како и приватните градежници. По ниските цени на државните станови се заради помалата заработка, реагира првиот човек на предпријатието, откако приватните градежни фирми обвинија за нелојална конкуренција. И за приватниот сектор и јавниот сектор се плаќаат исти комунали. Така да шпекулациите на одредени приватни субјекти, значи правни лица, кои што ги водат приватните субјекти, дека ние не плаќаме ништо, не држи. Компанијата Дора Инженеринг, која гради во близина на локацијата на државните станови во Аеродром, обвини дека јавното предпријатие не плаќа ништо за градежната локација и со тоа има драстично пониска основа за формирање на цените. Наспроти тоа, Грозданов тврди дека разликата е во тоа што приватните фирми одат со многу повисока заработувачка и многу поголема маржа. Цената на коштање на квадратен метар во централното градско поднебје е иста или малку поскапа од коштање на метар квадратен во Минхен. Без разлика дали се наоѓате кон периферијата или кон центарот, значи во Минхен сепак станува збор за една голема метропола, за разлика од Скопје, во која што нормално, да речеме, висината на цената на покоштање на квадратен метар не би требало да биде во таков однос. Во изминатите 2 дена имало интерес од над 200 граѓани за становите во Аеродром, и тоа најчесто за купување со државни субвенции. Таму се веќе продадени 60% од становите. Потешко оди продажбата во внатрешноста, каде квадратот се движи од 500 до 700 евра. Поради намалениот интерес за Охрид, предпријатието најави намалување на стамбениот квадрат таму за 50 евра. Германската фабрика за автоделови ќе се гради покрај автопатот во близина на Велес. Менаџментот на компанијата ја одбра локацијата и го достави планот за фабриката. Во неа ќе се произведуваат пластичните делови за автомобили, ќе се реализираат 600 вработувања, а инвестицијата тежи 30 милиони евра. Зоран Јаневски ги има деталите. Германската компанија која ќе произведува пластични делови за автомобили ја одбра локацијата во Велес. Одлучила својата фабрика да ја гради во новата индустријска зона која ќе се наоѓа кај селото Караслари покрај автопатот Е75. Од локалната самоуправа велат дека како можна локација им била понудена индустријската зона Речани 2. Откако ја избрале местоположбата, инвеститорите доставили и план како предвидуваат да изгледа производствениот погон.
по подолго, да кажеме, и лобирање и од страна на општина Велес и од страна на представниците на владата на Република Македонија и по подолго размислување на германската компанија за оправданоста на нивната инвестиција, како и за локацијата на подигнување на фабриката, тие се одлучија да изберат локацијата во индустриската зона во село Караслари. Од локалната самоуправа велат дека одлуката на германската компанија ќе биде поттик и за другите потенцијални инвеститори да градат во индустриската зона Караслари. Таа е предвидено да се простира на површина од 24 хектари. Бидејќи во моментот е земјиште со намена за земјоделство, односно земјоделско земјиште, потребно е да се направи негова пренамена, да се предвиди таа пренамена со изработка на локален урбанистички плански документ, за да во најскоро време германската компанија почне со изградба на фабриката. Во фабриката која ќе произведува пластични делови за автомобили е предвидено да се вработат 600 луѓе. Целата инвестиција чини 30 милиони евра. Градежништвото и производството на храна ќе бидат главните гранки кои ќе влечат економијата во последниот квартал од годината, оценуваат бизнисмените. Најголем дел од листата со 77 барања кои тие неодамна ја доставија до владата се остварени. Меѓу нив беа реализација на инфраструктурните проекти и намалување на царините во земјоделството. Се надеваат дека и банките ќе имаат слух и ќе го зголемат кредитирањето. Борче Пауновски. Инфраструктурни проекти зголемена кредитна активност и намалени царински давачки се реализираат дел од 77-те испорачани мерки до владата од страна на Сојузот на стопански комори во мај годинава. Според Митко Алексов, производството и извозот на храна и градежништвото најмногу ќе влијаат на растот на економијата во втората половина од годинава. Едно од побитните беше инфраструктурни проекти, значи тука го имаме делот на гасификација кој е веќе почнат проект, потоа делот на зголемување на кредитната активност, каде што имаме исто така раздвижување, потоа имаме намалување на царина на одредени производи, поготово во земјоделскиот сектор, меѓутоа и намалување на ДДВ, исто така во земјоделскиот сектор. Од септември Алексов очекува банките да ги намалат каматните стапки, во стопанството да се пласираат поголем број на кредити бидејќи се потребни свежи пари за надминување на проблемите со ликвидноста. Некои комерцијални банки дека ќе го следат овој сигнал на Народната банка, така да очекуваме дека по завршување на годишните одмори ова ќе се реализира. За растот во првата половина од годинава, според Алексов, придонели ефтините кредити на Европската инвестицијска банка, каде искористеноста на линијата е 80%. Се очекува подпишување на новата транша која ќе биде достапна на стопанството од јануари. До крајот на годинава се очекува растот да продолжи со умерено темпо и бруто домашниот производ да изнесува околу 2%. Привршуваат работите на Штипската обиколница. Со 200.000 евра државни пари општината значително ја подобрува инфраструктурата. Трајан Ристовски јавува. 200.000 евра обезбеди владата на Република Македонија за асфалтирање и модернизирање на 2 километри транзитен пат на булеварите Димитар Влахов и Гоце Делчев во Штип. По извршените подготовки денес се реализираше финалната фаза, со што започнува акцијата за реконструкција на сите булевари и улици во градот. Тоа е само почеток и едно мало загревање пред започнување на големите активности за реконструкција на влезовите во Штип од Тричешми, Чердаклија и од Стар Карорман. Покрај со средства од државниот буџет, општината обезбеди сопствени финансии за целосно подобрување на сообраќајната мрежа, проект кој ќе се реализира во следните 6 месеци. Патната инфраструктурна офанзива, освен во градот Штип и приградските населби, ја зафати соседната општина Радовиш. Таму јавното претпријатие за државни патишта целосно го реконструира влезот и излезот на градот. Ова беше последната информација во Бизнис вестите. Многу повеќе имате на нашиот портал и на социјалните мрежи. Пријатна вечер.